објаснам зошто имам дискусија по формираните работни тела. Во изминатиот период на некој му се допаѓаат ваквите иницијативи, на некој не. Тоа е прво, а второ, секогаш кога ќе поздравам некој проект кој што е изработен во минатиот период, некако сме тука сите како со чуденки. И на минатата седница беше кажано дека во минатиот период декларативно сме се залагале за безбедност. Тоа не е точно и ќе потврдам зошто не е точно и зошто е се потребни ваквите тела. Во текот на 2019 и 2020 година беше направена евалуација на општина Битола и помеѓу останатото беше констатирано дека има недоволна координација помеѓу секторите и оделенијата во општина Битола, незаинтересираност, дека има непостоење на сектор за сообраќај и мобилност, недоволно вработени сообраќајни инженери, дека од тие сообраќајни инженери еден е во инспекторатот, беа направени анкети со граѓаните, анкети со советниците, беше слушнато јавното мислење и тогашната локална самоуправа ги поздрави ваквите забелешки и почна да постапува по низата на проблеми кои што беа констатирани. Во интерес на времето, гледам дека веќе сите сме заморени, ќе истакнам дека беа констатирани проблеми во поглед на паркинг сервисот, недоволна пешачка инфраструктура, лоша состојба и квалитет на тротоарите, нерегулирана достава на стоки, слаб пристап за одредени категории на граѓани, неквалитетен такси превоз, јавен градски превоз и почна да се работи интензивно на сите овие проблеми, со тоа што беа нарачани и изработени две парцијални сообраќајни студии, низа на проекти за инфраструктура и основни сообраќајни проекти. И токму еден во декември 2019 година е усвоена една од забелешките дека е потребно да се започне со уредување и трансформација на неуредените јавни површини до реализација на дуповите. Например, беше посочен финансов и токму тоа, значи, констатирано се започна да се работи во 2019 година и вие наместо сега да слушнеме дека имате и давате иницијатива тамо да се постави веќе таа монтажна паркинг платформа, вие повторно ја давате истата иницијатива што покажува дека постои некоординираност и ја потврдува потребата од постоењето на ваквото тело. Исто така, тогаш во крајот на 2019, значи 2020 година, беше како мерка предложено определување на парцела за паркирање на тешки товарни возила и токму денес тој детален урбанистички план, мислам во рамките на точка 6, беше донесен. Значи многу се работеше во изминатиот период на оваа проблематика во која што јас бев вклучена, и сега нам ни останува да цела оваа платформа подлога од проектна документација која што е сработена, да ја искористиме и да ја видат граѓаните на терен. Токму заради тоа, на ова работно тело, во рамките на ова работно тело, односно на општина Битола, давам на подарок развоен план за подобрување на сигнализацијата за пешаци и смирување на сообраќајот во општина Битола со фокус на училишните зони, развоен план, и давам уште еден подарок, нацрт сценарио за достава на стоки на територијата на општина Битола, материјал кој што верувам ќе помогне во рамките на работното тело и ќе се искористат сите досега сработени проектни документации. И повторно имам прашање, затоа што очигледно дека не постои катастар направен од страна на општинската администрација, нема база на податоци, немам информации за тоа што се е сработено и затоа, верувам, сте неинформирани, па постојат тие чуденки. Уште едно имам прашање до градоначалникот. Колку и кои планови, студии, проекти, дали за инфраструктура или основни проекти,